Премиере, вчера беше отворен нов случај рекет. Притвор за две лица беше одреден. Бојан Јовановски и осомничениот се во притвор во Шутка. Се спомене и јавен обвинител, чиј име не беше обелоденето. Како овој случај ќе влие на целокупната ситуација во државата? Ваш коментар, иако имиња не се споменуваат, сепак во јавноста се споменуваат одредени бизнисмени, одреден случај, одредена јавна обвинителка, како се тоа ќе влие? Добро, прво мене ми е драго што уште еднаш се потврдува дека правдата вака силно не се чувствувала никогаш во Република Северна Македонија. Ова покажува дека постои сериозна спрега на комуникација помеѓу граѓаните, обвинителството и МВР во време во кое што оваа власт предводена од социјалдемократскиот систем, социјалдемократскиот сојуз целосно го ослободи системот независно да функционира, пред се мислам на јавното обвинителство и на правосудството во Република Северна Македонија. Тоа е доказ дека законите важат еднакво за сите. Ние почитуваме презумпцијата на невиност, но истовремено сите индици и докази мора да се процесуираат и до крај да се докаже невиноста или виновноста на било кој инволвиран во ваквите процеси и само така можеме да демонстрираме јасно и силно, недвосмислено борба против корупцијата и криминалот, а и да враќаме правната држава и владењето на правото. Законот подеднакво мора да важи за сите, без разлика за кој се работи. Таму има веќе двајца осомничени лица, како што слушнавме од медиумите, е земен и телефонот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева за да утврдат дали постои конекција помеѓу неа и првоосомничениот, заради тоа што се работи за високо позиционирана личност и секако дава мотив за секаков вид на политички спекулации. Според мене јавното обвинителство треба да каже дали таа е злоупотребена во целиот овој процес или е инволвирана во ваквиот процес. Тоа е коректно да се каже, заради тоа што дефинитивно се злоупотребуваат секаков вид на аргументи за да некој прави политички конструкции или слично. Јас сум среќен што на вистина денеска правдата никогаш порано не се чувствувала како што сега се случува. Тоа само по себе покажува дека имаме организиран систем, систем независен, кој што се ја врши својата работа. Впрочем, самите реформи и даваат резултат и во делот на правосудството, кој што изречува и мерки притвор и донесува одлуки, и во делот на истрагите, и во делот на сите институции кои што постапуваат. Она што секако е многу важно и за другите бизнисмени, ако биле таргет, цел на било каков рекет, апелирам да го пријават тоа до надлежното јавно обвинителство кое што ја води ваквата истрага, за да може да ги добијат сите докази, сите аргументи кои што секако ќе направат целосната слика за евентуалното постојање на организиран криминал, корупција или рекет. Евентуалната инволвираност на Катица Јанева, иако тоа се уште нема ниту истрага за неа, меѓутоа самото одземање на мобилниот телефон создава одредени сомнежи во јавноста. Колку ова ќе влие понатаму врз кредибилитетот на СЈО, кој што и онака во изминатиот период е разнишан до одредено ниво, и воопшто врз целокупната способност на државата да се бори со организираниот криминал и со високата корупција. Еден ваков случај каде што првиот човек на СЈО на некој начин е инволвиран, иако има презумпција на невиност, но во еден ваков случај. Секогаш сме се бореле за системско одржување на решение. Може од било кој од истакнатите личности во општеството да биде инкриминиран, да биде осомничен, да биде инволвиран, да биде злоупотребен или било како. Ние продолжуваме да се бориме за системското решение кое што ќе му даде иднина на специјалното јавно обвинителство и затоа инсистираме да се донесе решение за законот за јавно обвинителство за кое што треба 2/3, во кој што закон е иднината на специјалното јавно обвинителство како систем. Тоа само уште еднаш покажува ваквиот процес дека никој не е недопирлив, дека за секој законите мора да важат подеднакво, а при тоа институциите и системите да продолжат да работат. Дефинитивно, ова потврдува неколку работи. Владење на правото. Законот важи еднакво за сите. Секој е исправен пред правдата ако постои барем и малку сомневање за него, но институциите, системот мора да продолжи да функционира. Реформите ќе продолжат ако дефинитивно го решиме и законот за јавното обвинителство, заради тоа што ова специјално јавно обвинителство има соодветен капацитет, има јавни обвинители, има истражители, има администрација која што работи, тоа е создаден капацитет од нашите граѓани, од нашите плаќачи на даноци, беше поддржан и од меѓународната заедница во неговото создавање како капацитет и обврска наша на сите е да го задржиме како капацитет во неговото функционирање. Јас верувам дека ќе се изнајде решение и тоа многу брзо, како што реков на пресконференција
пресконференцијата, да не оставиме било каков аргумент, некој да го земе за алиби, па да имаме секако неповолни коментари при донесувањето на одлуката во октомври за датумот за почеток на преговорите, но најповеќе и за нашите граѓани. Ова е важна работа, која што верувам дека ќе смогнеме сили да ја донесеме и одлучиме. Лидерот на опозицијата одржа пресконференција на која што кажа дека цело овој случај наликува на втор октопод, кој што задира многу подлабоко, го цитирам, меѓутоа и многу високо во структурите на власт. Спомена дури и двајца високи функционери на СДСМ, кои што биле редовни гости во домот на Бојан Јовановски. Дали имате некакви индиции? Значи, ако има било какви докази за кој да сака да е во државата, должност му е да ги пријави, а не да шпекулира со било какви имиња за високи представници од власта или слично. Должност на секој граѓанин, посебно на лидери на политички партии, е должност тоа да го пријават со сите докази и аргументи. Со јавните личности се среќавале сите. Вие можете да видите слика со Боки 13, така познат, или Бојан Јовановски со мене и со многу други општественици, пеачи, од опозицијата многу луѓе или слично. Тоа не значи дека некој е инкриминиран или е дефинитивно влезен во некаква организирана структура на криминал. Сето тоа е должност на истрагата. Најмалку што треба тој да направи, тоа да го пријави. Но дефинитивно е влезен во целиот негов пот на криминалното дејствие на ВМРО-ДПМН, кое што сака да го заштити и затоа избегнува секаков вид на комуникација и решенија, сака да се блокираат процесите. Дефинитивно и самата оваа истрага не ги загрозува ниту еден од процесите кои што се водат во судот, тие продолжуваат да се водат заради тоа што тие се отпочнати процеси и ќе имат свој завршеток. Тоа ќе го одлучи самиот суд. Но она кое што е многу важно е демонстрацијата на одговорност од сите во државата. Борбата против криминалот и корупцијата не е лесна работа. Некој пат изгледа тоа драматично во јавност, во едно транспарентно општество каде што секој е фокусиран од вас, новинарите, граѓаните преку социјалните мрежи, политичките субјекти, другите чинители во општеството. Олеснета е борбата против корупцијата и криминалот. Голем дел од пакетот на закони во правосудството се изгласани, фала Богу со консензус во парламентот. Ред е и овој закон, кој што е многу значаен за значаен фрагмент од правосудството, тоа е јавното обвинителство, да го изгласаме за да на крајот докажеме дека се бориме против криминалот и корупцијата во државата, а не напротив да бараме било какви алиби за тоа да го заштитиме. Демонстрираме пркос, да демонстрираме систем, демонстрираме борба неприкосновена против корупцијата и криминалот и уште еднаш комплетната теза да стане наше секојдневие и пракса, а тоа е законот мора да важи еднакво за сите. Правото и правната држава се императив на секој општество, така и кај нашето. Ако сме борци за тоа, треба да учествуваме за тоа да го унапредиме, а не да бараме било какви изговори. Мене ми е јасно дека тој сака да ги заштити криминалите на неговите сопартици кои што се исправени, но како што реков, секој треба да одговара ако има докази за тоа и дефинитивно правдата никогаш така силно не се чувствувала во нашата земја како што тоа сега се чувствува. Како ќе го убедите Мицковски да присуствува на лидерската средба во петок, бидејќи на пресконференцијата кажа дека не гледа зошто би дошол, доколку не се разговара за предвремени избори, а знаеме дека законот за јавното обвинителство е нешто што треба да го согласат политичките играчи во земјава? Да не гледаш причини зошто да додеш на лидерска средба, каде што ќе се зборува за јавното обвинителство, а зборуваш за владење на правото, борба против криминалот и корупцијата, го кажува сосема спротивното. Тој не е за владење на правото и за борба против криминалот и корупцијата. Ние докажуваме неприкосновеност во самостојноста на независните органи, како што е јавното обвинителство и правосудството. И тоа се случува, тоа е наше секојдневие. Не гледам зошто не би гледал причина. Конечно да организираме попис во нашата земја, заради тоа што неговата политичка партија додека беше на власт, ја направи нашата земја да биде една од ретките заедно со Сомалија или не знам кој да нема попис. Треба час поскоро да го направиме, од вчера требаше да го направиме. Затоа треба сите да го закружиме овој процес и 2020, како што е замислено, да се спроведе пописот, затоа што пред пописот е веќе во завршна фаза и тоа дава одлични резултати. Зошто да не се одлага? Заради тоа што ние немаме попис. Некои земји ќе го прават 2021, но тие направиле попис во 2011 година. Да не гледаш причина да се појавиш на лидерска средба и за да се зборува за изборното законодавство, за препораките на ОДИХР, за нивното вградување, за изборните модели, кој што е интерес на граѓаните, а да бараш предвремени избори. Значи, не ќе да учествуваш во изборното законодавство, а бараш предвремени избори.
Ние ги номиниравме тие теми и ги повикувам сите кои што се поканети да дојдат. Продолжуваме после тоа и разговори со другите парламентарни групи и политички партии. Секако сите се чинители, ние сакаме да постигнеме консензус. Може да номинират сите учесници и нови теми, кои што мислат дека се важни за државата, за граѓаните, да ги разгледаме сите теми, но дефинитивно да се избегнува учество на лидерска средба и да не се даде шанса да се разговара за јавно обвинителство, за попис, за изборен законник, единствено само остава трагата и потврдата дека некој не сака да се соочи со одговорноста пред криминалот. Не сака земјата да има попис. Не сака дефинитивно земјата да има избори, и тоа квалитетни избори со вградени препораки на ОПСИ и ОДИХР. Така да остануваме ние во петок на лидерска средба. Јас се надевам дека ќе размислат и ќе се појават на таа лидерска средба. Наша намера е да овие процеси најмалку овие завршат, секако и други процеси во државата се отвараат, како што се потребите од дополнителни реформи во правосудството, во јавната администрација и така натаму, кои што ќе продолжат есента. Ние ќе направиме обид ова лето да се донесат сите одлуки, политички пред се одлуки, за овие три теми, заради тоа што грижата за Република Северна Македонија е наша, на граѓаните, на сите чинители, на сите политички субјекти, и тоа треба да го демонстрираме на дело. Уште едно прашање за крај, колку овој случај со рекетот на собственик на медиум е всушност атак врз професионалното новинарство во Македонија, слободата на медиумите, работата, условите во кои што работат новинарите? Времето на атак врз медиумите, како што беше А1 телевизија, вестникот Време, заврши. Тогаш тоа го правеше извршната власт преку своите инструменти, тоа се институциите на извршната власт. Ова време заврши. Сега јавниот обвинител, правосудството прават истраги. И тие истраги ги темелат на докази, јавно ги обелоденуваат и терат постапки. Така да, апсолутно се е променето, ние сме веќе нормална земја, европска земја, би можел да кажам. Треба да бидат радосни граѓаните, заради тоа што, како што реков, борбата против криминалот и корупцијата е еден од императивните очекувања на граѓаните. Таа се случува во нашата земја и сама по себе, покрај сите други случувања, се доказ дека земјата е променета, дека земјата е перспективна, дека земјата е со известна европска иднина и дека стануваме нормална земја. Тоа значи мотивација младите да не останат тука, да имаме повисок економски стандард, да имаме повеќе домашни и странски инвестиции. Дефинитивно сме нормална земја за која што се боревме, за која што протестиравме, за која што пракосевме против режимот и треба да продолжиме во тој правец оваа борба, заради тоа што наша должност е да оставиме подобра земја на нашите деца. Ви благодарам. Благодарам и на вас.